Не се откажуваат. Најмладите со четките во рака му покажаа на Министерството за образование дека нема да се откажат од мал битолски Монмартр. Во знак на протест сликаа пред вратата на Министерството откако по 30 години им ја прекина финансиската поддршка. 8 ден ние немаме решението од министерот Јетон Шакири за негативната изјава на државниот секретар Анета Трпевска дека по 30 години Министерството за образование и наука без никакво објаснување не ги прекинува финансиските средства. Неофицијално, при еден разговор со министерот, тоа се некои измени во законот кои што спречува државата, тоест Министерството да финансира Сдружение на граѓани, а биле донесени 2009-2015. Не ги најдовме. Од МОН нема конкретен одговор зошто одлучија по 30 години да не го финансираат мал битолски Монмартр. Откако јавноста жестоко реагираше на одлуката на Министерството, тоа за култура понуди да го земе под своја капа. Но организаторите не се сложија. Сметаа дека на тој начин би станале национална установа, додека нивната цел е далеко поширока, но пред се образовна. Затоа и со години биле под Министерството за образование и наука, се додека во среде месец јули МОН одлучил да престане да ги финансира. Седми месец ние сме блокирани од страна на УЈАП, бидејќи не можеме сега да интервенираме дури ни со наши средства да ставиме 30.100 денари колку што кошта сето тоа и да ни се одблокира сметка. Тоа е проблем кој што ни го создаде МОН. Во изминатите 6 месеци учениците учествувале на 10 светски детски ликовни конкурси и на 5 светски детски ликовни колонии и освоиле над 85 награди. Основач на оваа детска ликовна колонија е детското ликовно студио Свети Кирил и Методи, а признаени се од светски организации како УНЕСКО, Интернационалниот олимписки комитет, Обединетите нации.